одговорните во градинките ќе мора да бидат внимателни, вложат максимален труд за прифаќање на децата кои прележале коронавирус во клоновите за да не бидат отцрнети под психолошки притисок од средината. Негователките и воспитувачките ќе мора да бидат предпазливи да не дозволат дечињата да бидат стигматизирани во своите групи од причина што биле само заболени од COVID-19. Вака апелираше Анафрискиот институт од Европа за тебе од Скопје, која смета дека постојано треба да се работи со дечињата со новонастанатата ситуација, но при тоа да не се наметнува психолошки притисок. Мора многу да се води сметка да не се дозволи на ниеден начин да биде стигматизирано од било кого, ни од другите дечиња во групата, ни од некој од воспитувачите, значи нити од некој од возрастните. Така што тоа е кога ќе се случи, веќе мора да биде навистина целата концентрација на воспитувачите и негователите насочена кон тоа, мимо другите активности, да не се дозволи да децата бидат стигматизирани, затоа што на таа возраст после може да се јави многу лесно отпор кон одање во установата и тоа може да има понатаму други реперкусии негативни и по социјалните интеракции, по самодовербата на детето и по едноставно позитивната негова добросостојба, така што јас навистина верувам дека воспитувачите се подготвени за такво нешто и се свесни за големата одговорност и важност на навременото и точно реагирање, уште повеќе кога се знае дека еве се очекуваат, како што велите, дечиња кои веќе го надминале тој вирус да бидат вратени и интегрирани назад во групата. Така што тоа е нешто што навистина преку разговор со сите, затоа што навистина секого може да му се случи, не е нешто за што човек е виновен, треба да се објасни и на децата и на родителите и не сме да се дозволи никакво стигматизирање на тие деца. Во Струмица од кога се отвори градинката, 3 деца се покажаа како позитивни на вирусот COVID-19 од домашни кластери. Групата каде престојуваат дечињата беше ставена во изолација. Позитивни дечиња се појавија во други градинки, затоа експертите сметат дека одговорните во овие групи, каде имало позитивни дечиња, ќе мора да дадат фокус се со цел децата полесно да се вклопат во средината, а при тоа да не бидат отворени од своите другарчиња.